ки бараме начини како да уживаме повеќе во едните и како полесно да се носиме со другите. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео сакам да споделам со вас некои размислувања кои што од време на време можеби ќе ви зазвучат и како некоја лекција, дури да е така, тоа не е лекција за вас, туку тоа е моја лекција, нешто што сум го поминала низ искуството, кое мене ми помогнало и сакам да го споделам со вас, а се однесува на тоа како да реагираме во некои непредвидени ситуации кои што ќе не фатат неподготвени, кои што ќе не изненадат непријатно и со кои можеби понекогаш не знаеме како да се носиме. Во животот често ни се случуваат такви некои ситуации кои што не сме ги предвиделе, во кои можеме да изгубиме контрола над своите емоции, над своите мисли. И овде се разбира, не зборувам како и секогаш за нешто што е екстремно, туку повеќе за нешто што е можеби дел од нашето секојдневие, можеби и малку посилно, посложено од тоа што обично ни се случува, меѓутоа сепак во рамките на условно нормалното, секојдневното, што можеме да го поднесуваме полесно, меѓутоа може да ни извади од колосек и да ни направи проблеми и фрустрации на некој подолг период, па дури и да е тоа неколку дена. Во таквите ситуации кои што доаѓаат ненајавено, непредвидено или едноставно ние не сме ги виделе, не сме сватиле како може да завршат, не сме испланирале добро, сме направиле некој пропуст, превид, некако сме целосно неподготвени, многу непријатно изненадени. Она што најпрвен се случува е нормално изненадувањето, односно шокот понекогаш и емоциите кои што можат да не преплават. И најчесто ние имаме потреба да се одбраниме од тоа, да ги прекинеме, да се ослободиме од нив, затоа што нормално не сакаме да се чувствуваме тажни, гневни, бесни, па бараме начини како да се ослободиме, како да го прекинеме тоа. И да го направиме тоа, тие прекинати емоции ќе останат некаде запишани, заглавени и ќе најдат место, простор, време да излезат на површината кога најмалку очекуваме или пак скриено ќе ни прават проблеми во секојдневното живење, кога дури и нема да бидеме свесни зошто така реагираме, зошто така се однесуваме. И токму затоа најдобро решение е да ги освестиме тие емоции и ако веќе не преплавиле, да бидеме во нив, да ги одживееме, да ги чувствуваме и наместо да се противиме, да си дадеме себе си дозвола да чувствуваме, независно колку тие емоции да се непријатни. Ако не боли, да бидеме во болката. Ако сме гневни, да бидеме во гневот. Ако сме тажни, да бидеме во тагата. И без осуда, без свесно расудување, не можеш, не смееш, многу е, малку е, туку едноставно да бидеме во мигот, да бидеме во тоа што моментално го чувствуваме, да му дадеме време да се развие, да достигне својата кулминација и потоа полека да се смири и да го отпуштиме, да замине, да се намали интензитетот. Затоа што ако се бориме, ако го прикриеме, ако го потиснеме, тоа нема никаде да отиде. Ќе остане во нас. Знам дека не е едноставно, меѓутоа од искуство, секогаш кога сум се противела на тоа што навистина го чувствувам, кога тогаш ќе се врати пак и едноставно ќе треба да го исполувам, да го исплачам, да го isfрлам надвор ако е гнев или лутина, меѓутоа во некоја ситуација која што може би не е адекватна за тоа. Може би некогаш апсолутно и несвесно. Затоа сметам дека е најдобро
da se bide v tije emocije, da se dozvoli da se čustva, iako je neprijatno, iako je bolno. Međutim, to se naši emocije. I може би не можеме секогаш, но секогаш кога можеме да бидеме благодарни, затоа што во спектарот на емоции ние сме способни да ги чувствуваме сите, затоа што сме способни да чувствуваме и болка, и тага. Многу луѓе не може да чувствуваат бес, гнев, тага, болка, си забранили, потиснале и тоа им представува проблем. Многу луѓе одат на терапии, на тренинзи, бараат начин, помош, како да се чувствуваат луто, како да се чувствуваат тажно, како да се исплачат. Ако ние имаме можност за тоа, и ако имаме можност да го свестиме тоа што го чувствуваме, треба на тоа да гледаме како на дар, како на благодет или во најмала рака, како дел од животот, како привилегија која што ни е дадена нам, како на човечки суштества. И знам дека не е лесно. И многу пати сум го поминала и јас. Сум чувствувала се што може да се чувствува и секогаш не сум била доволно подготвена и секогаш не сум одговорила адекватно. Меѓутоа, животот не учи и се она што ќе го научиме, осознаеме, потоа би било убаво да можеме да го примениме. Потоа доаѓаат мислите, па зошто мене, па не сум способна, па што направив, па како заборавив, па како погрешив, па како не видев, па требаше вака, па требаше така, па грижа на совест, па што ќе беше ако беше, па таква сум, па ваква сум, па никаква. Но тоа не води никаде. И пак, единствено, она што е најтешко, меѓу тоа што носи најголем придонес, е да ги освестиме тие мисли. Во безброј мисли кои ни се вртат во главата, па ќе поминат и такви. Она што ние можеме да го направиме е да не дозволиме на тие мисли да прикачиме и други, и други, и други, и да зголемуваме тежината на она што и онака ни е тешко. Туку едноставно исто како со емоциите, да ги погледнеме најсвесно што можеме и да кажеме: добро, во ред. Пак за себе мислам дека сум неспособна, пак се обвинувам, пак се критикувам, пак имам грижа на совест, пак се чувствувам лошо поради сето тоа. И во ред, јас сум само човек. И не можам секогаш 100% да ги контролирам своите мисли, но сепак можам и да избереме свесно, да им дозволиме на тие мисли да поминат, да заминат, и потоа да донесеме одлука да се фокусираме на се она што може да го направиме во моментот, за да ја разрешиме таквата ситуација, за полесно да ја надминеме и наместо што направив, не видов, не знаев, погрешив, ваква сум, таква, да си поставиме прашање: и што сега? Што можам сега да направам? Како можам сега полесно да ја поднесам, разрешам, решам или едноставно да ја прифатам оваа ситуација, дека е таква и ќе биде таква и ќе барам некои нови начини како да живеам и да се носам со тоа. Ако останеме во тие мисли, нема да можеме да најдеме соодветна реакција, соодветни решенија. Ситуацијата ќе остане иста. Се што е направено ќе биде направено и нема да може да се промени. Меѓутоа, ние уште повеќе ќе се заглавиме во таквата ситуација. Затоа да ги освестиме своите мисли, а потоа да ги прифатиме такви се какви што се. И дури потоа да донесеме одлука да се фокусираме на нешто друго, на излез, на решение, на анализа, на што сега понатаму, како можам да живеам, што ќе изберам, што ќе направам, што зависи од мене, што не, како да го прифатам сето тоа. И потоа, чекор по чекор, да ги применуваме работите кои сме ги освестиле, одлуките кои сме ги донеле, начините на кои можеме да се носиме со таа новонастаната ситуација или со последиците од таа ситуација. И знам дека не е лесно ни тоа, знам дека не е едноставно, исто како со преплавувањето на емоциите, меѓутоа, јас не знам друг начин, а и тоа што сум читала, луѓето кои сум ги слушала, препорачуваат да се препуштиме,
da чувствуваме, да мислиме тоа што мислиме, затоа што понекогаш од тоа можеме многу да научиме. За себе, за тоа што треба уште да работиме кај себе, на што сме слаби, на што паѓаме полесно, што не сме досработиле, што не истригерирало во моментот, а сме мислеле дека одамна сме го расчистиле, што од сето тоа е наше и го чувствуваме во моментот и е врзано токму со оваа ситуација, а што се неразработени работи од минатото, стари програми, стари уверувања, кои мисли се наши, а кои се само гласови во главата на некои кои можеби некогаш истото ни го велеле, па сега ние си го велиме на себе си. И на крај, најголемиот бенефит од сето тоа е приваќањето. Приваќањето на ситуацијата, меѓутоа и приваќањето на себе си во таквата ситуација. Приваќањето на фактот дека не сме богови, дека можеме да бидеме слаби, дека можеме да излеземе од својата стабилност, дека можеме да бидеме хиперемотивни, хиперсензибилни, неразумни, расеани, тажни, гневни, лути, дека можеме да бидеме луѓе, да си дадеме дозвола да се прифатиме и тогаш кога не реагираме адекватно и тогаш кога имаме мисли кои не ни се допаѓаат. Во последно време, моите размислувања и моите разговори со себе и длабоки анализи на себе си ми се најмногу поврзани со приваќањето и со свесното живење и со одлуката да се биде тука во мигот и апсолутно посветен на тоа што се живее во моментот колку што се може се разбира. А додека не прифатиме се што сме и се што чувствуваме и се што се случува, не можеме да најдеме начини како да реагираме. Не можеме се видиме себе си целосно. Не можеме ни да промениме нешто. И токму затоа ваквите ситуации понекогаш се и благослов, иако можеби додека ни е тешко, додека сме уште збунети, конфузни, додека милион мисли ни се ројат во главата, се разбира дека нема да можеме да гледаме на тоа како благослов, како уште една лекција, како уште една можност, можеби на болен, потежок пат, меѓутоа да научиме уште нешто за себе, за животот, за нашата моќ и немоќ, за нашите слабости и за нашите јаки страни, за тоа до каде сме, што можеме уште да направиме со себе и за себе. И помалку да ни се случуваат такви непредвидени ситуации кои ќе не изместат, со кои нема да знаеме како да се носиме. Споделив со вас уште едно свое размислување за тоа како јас најчесто се обидувам да се носам во ситуации кои што болат, изненадуваат, плашат, не ми биле предвидени, не ми биле доволно јасни. Некои можеби се уште не мисле. Меѓутоа, сум го прифатила и тоа, дека е во ред да не разбирам се, дека е во ред да не барам одговори на тоа како може, како можев, како можеше, туку што можам сега и како да продолжам понатаму. И знам, не е едноставно, не е лесно, меѓутоа, од моите искуства, она другото, да се остане заглавен некаде, да се дозволи тие емоции се повеќе и повеќе, да се трупаат, темните мисли да се ројат низ главата и да не влечат надолу, со денови, со недели, е многу потешко. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам убави емоции, убави мисли, полесно да се носите со оние другите, неубавите, кои се дел од сечи живот. Имајте убав ден и ви благодарам што имавте трпение да го изслушате ова видео до крај и се надевам дека можеби најдовте нешто корисно за себе или се подсетивте на нешто што веќе го знаете.